Здраво на сите! Денеска Цивил го поминува својот прв ден после 25 години постоење. Многу честитки ни пристигнаа и допрва знаеме дека ќе пристигнуваат. И само едно нешто да споделам во врска со 25 годишнината на Цивил. Таа во просториите на Цивил се одбележа некој половина час, каде што колешките и колегите од нога се послужија со понекое чоколадце, колаче, кафе, поразговараа, кажаа неколку убави работи, ќе му ја позајмам убавата мисла на Дехран, колегата, кој рече: ајде, нека ни е честито, нека ни се честити 25 години постоење, ќе броиме уште 25 години, а потоа нека брои историјата. Навистина нешто поубаво не можев да смислам јас, па заради тоа го исцитирав мојот колега Дехран, сега почнуваме со 6-тото издание на Колегиум, онлайн платформа, информативна, неделна, се разбира и со вонредни јавувања, какви што очекувам дека ќе има со колегата Драган Мишев, кој е во Брисел, во Европскиот парламент. Денови веќе имаме и со него вакви размени, какви што имавме со мене кога јас бев во Вилнус. Сега би сакал да ги поздравам моите колешки и колеги и гостите во нашата програма, во нашиот колегиум. Здраво на сите! Нека ни е честито 25 години Цивил, да броиме уште 25, па потоа историјата, како што рече Дехран. Дехран, сакам со тебе да почнеме, не заради преубавата мисла што ја кажа вчера, туку затоа што во подготовките на овој колегиум, во разговорите утринава, зборувавме за одредени мали и помалку мали манипулации што ги слушаме во јавниот дискурс од, се разбира, политичарите. Да почнеме со Отворен Балкан или со автобусите? Како ти се свиѓа повеќе? Повеќе ми се свиѓа автобусите, пошто е тука. Ајде, тие најмалку те болат, знам. Да. Ако веќе мораме да ја опишеме неделата што измина, тоа се неизбежно е се автобусите, проблемот со јавниот превоз. Изминатата недела дел од граѓаните останаа на улица, не може да отидат дома, тоа е веќе јасно на сите. Она што е интересно е дека за прв пат после известно време имаше организирано протести. Дел од оние пропагандни центри имаше на социјалните мрежи кај што пишува, ако сега морам да го цитирам во оригинал, ако циганот Курто ги предводи протестите да ја управи државата и студентите, турете му пепел на државата. И тоа е оној момент каде што не смееш да дигнеш глас против белата раса или не знам елитата во Македонија, иако те гази не ти дава автобуси, ти не смееш да гукнеш за тоа дека немаш автобуси, пошто ти не смееш. А кој си па ти како ром да предводиш студенти или па не знам некоја друга група на граѓани. Тоа е најнебитно затоа што... Јас мислам дека ова е исклучително битно, извини Дехран, те молам за прекинувањето. Ваквото однесување, ваквите изјави и коментари во јавноста на социјалните мрежи е крајно неприфатливо и заслужува крајна осуда, најостра осуда, и би сакал и тоа да го направиме и овде во ова издание на Колегиум, но би сакал да имаме и соопштение како организација дека ова не смее да биде дозволено, да ја повикаме јавноста да ги отфрли сите изрази на ваков екстремен национализам и омраза по етничка основа и да ја подсетиме државата и обвинителите. Знаеме како поминуваме со обвинителите на своја кожа, кога станува за пријави за смртни закани и така натаму. Меѓутоа,
и обвинителите, и судиите, и државата мора да знае дека ваквиот коментар е всушност кривично дело, дека представува ширење на етничка, расна и верска омраза и е казниво по кривичен законник. Не спаѓа во граѓанска одговорност, туку спаѓа во кривична одговорност. И ова не смее да се прифати. А тоа што нема реакција, само покажува колку ова општество длабоко потонало во национализам, расизам и омраза по сите тие основи на припадност. Те молам продолжи, извини. Така, моментот е што по завршување на протестот, каде што нели свој барања има да има редовен градски превоз и студентите, и средношколците, и граѓаните на Шуторизари, но и сите Скопјани и околните села на Скопје. Да, една млада особа што беше присутна на протестот исто кажа дека и други граѓанки и граѓани од други општини исто така страдаат поради ова крајна небрежност и манипулација со граѓаните и негрижа за јавниот превоз. Тоа може да го потврдиш и ти, бидејќи доаѓаш од друга општина, која се разбира, не мора да ја кажеме која е, меѓутоа од друга општина, јас самиот знам за тоа што еднашка се најдов, се понудив да ти помогнам, да како колега, нели, да го пребродиш долгочасовното чекање на студот, и се разбира ова мора да биде адресирано. Не ми излегува од глава ова што го кажа коментарот преска што го кажа, но вистина и тоа мораме да го адресираме. Извините, прекинувам, но инспиративен си. Да, но моментот е што после тој протест имаше соопштение од град Скопје каде што сите се виновни за кршот и хаосот, само они не се криви и јасно. И тоа е она што загрижува, дека политички претензии, од оваа партија бил, од онаа партија бил, јас како граѓани не можев да имав други обврски, не можев да учествувам на тој протест, па да колку јас бев таму на тој протест, ќе го споја дека и цивил е таму замешана, не дека како граѓанин излегов и го изразив тревог. И се имаше напишано во тоа соопштение, освен немаше реакција имат или немаат граѓаните на Шуторизари автобуси и кој е виновен за тоа. И на крајот денот сите знаеме кој е виновен, но она што е интересен момент, уште еден е најавите со нови 100-120 автобуси од каде ќе ни додат тие 120 автобуси? Премиер од Србија. Од Шведска? Од Србија неизвестни, дека има... А производство од каде? Не знаеме се. Од Тајван. Но неизвестни дека за новата следната грејна сезона се најавуваат нови автобуси. Она што е интересен момент, што никој не го поврзува кога е таа грејна сезона. Следната грејна сезона доаѓа за време на локалните избори и тоа е она што повторно ВМРО и целата таа политика ќе не возат со автобуси и нели претходно не возеа со бесплатни, а сега веројатно до следната грејна или така поново нели локални избори се нарекуваат сега грејни сезони. Но ете, тоа е едната манипулација или спин, и втората манипулација е денешните 6 нови еколошки автобуси, кои што нели сите ние до вчера, до денес знаевме дека ќе бидат донација од владата или тоа е владин успех. За да видиме дека тие се донација од Европската унија. И тоа е уште еден успех на оваа влада, каде што со туги перја се кити, но и да се на Европската унија, и тоа преска нели искоментирав, 6 автобуси се повеќе од 0,
Така да тие се добродојдени за граѓаните, па кој сака нека се кити со тие перја, но моментот е што останатите 120 автобуси да не чекаме до следната грејна сезона, како што е нели кажано, туку да бидат уште веднаш после нова година, нели со новиот буџет на нова власт, пошто нели се уште е нова, има сега, допрва ќе имаат свој собствен буџет, затоа што они се уште работат со буџетот од претходната власт. Се надевам дека до следната нова година ќе имаме нови автобуси, а не до следната грејна сезона. Јас мислам дека ќе имаме нови автобуси до еден ден пред избори. Впрочем, ние видовме дека уште не беа поминати ни 100 дена од владата, а ние веќе видовме почеток на предизборната кампања за локалните избори. Јас мислам дека тука има што да следи нашата колешка Билјана Јордановска, која најисцрпно и најсистематски ги следи изборните процеси како во нашата земја, со големо Н се разбира, на нашата земја, така и во светот. Видовме една изворено динамична серија медиумски прилози за американските избори, гледаме и други такви анализи и извештаи. Билјана, ако имаш нешто да искоментираш во врска со ова, се разбира, повели. Добар ден на сите. Јас се во домашна... Нека ми ја честит 25 години цивил. Остави јас да ни го честитам. Вака од домашна атмосфера, значи да, честитки до сите нас за 25 години. Честитки до сите оние кои што во изминативе години во едно навистина турбулентно време во нашето општество беа дел од цивил, од организацијата и дадоа свој придонес во градење и надградување и развивање на самата организација. А јас сум сигурна дека ќе продолжиме уште минимум 25 години вака да се развиваме и надоградуваме и да ги менуваме работите во нашето општество во интерес пред се на јавноста, на граѓанките и граѓаните, потоа нели на нашата со големо на земја. Да. Така што честитки на сите. Што ќе кажеш во врска со овие фантастични потези што ги слушаме, и ветувања за автобуси, па претходно и 250 милиони и така? Јас мислам дека Дехран пред се поради своето лично искуство што го има со градскиот јавен превоз во Скопје, кажа доволно и се разбира да не беше ЕУ и нивниот проект ЕО за чист воздух, тешко дека владата ќе си останеше на своето ветување, а се сомневам дека воопшто ќе успеат до следната година да ги набават тие 120 автобуси кои што ги премиерот ги најави и ги ветува. Пред се, мислам дека се ќе падне во вода кога ќе почне кампањата за локалните избори и тие ќе се претворат во изборно ветување на оние кандидати за градоначалници, затоа што како што рече и Мицкоски, тоа најголемиот дел од тие автобуси ќе одат за Скопје, а за останатите општини ќе се прават нели проценки во зависност од тоа колку користат градски превоз. Во однос на оваа тема, која станува збор нели за загадувањето или и климатските промени, минатата недела заврши и КОП 29, каде што ние имавме своји представници, своја делегација, значи се работи нели за Конвенција на Обединетите нации за климатски промени, на која што фокусот овој пат беа климатските финансии и нашата држава успеа да, како земја нели во развој, успеа да постигне во тие 2 недели неколку договори за транспарентно известување и имплементација на проекти кои што се однесуваат на климатските промени. Јас ќе набројам неколку, мислам тоа е чисто формалност, тоа е она на што сме се обврзале, а дали ќе биде така допрва треба да видиме. Тоа е заложба за глобално складирање на енергија и мрежи, заложба за зелени енергетски зони коридори, декларација за засилена акција на туризмот и декларација за вода за климатските активности. Мислам дека сите нели оние кои што учествуваат, тоа се околу 200 земји, успеа во однос на климатските финансии да го достигнат оној плафон зацртан од 100 милиарди
американски долари и сега целта е да се соберат финанси од 300 милиони американски долари и да им се улесни за земјите во развој, а тоа треба да го направат богатите земји во постигнување на целосната Јас декарбонизација. слушам за некоја цифра и од 30 милиарди или 300 милиарди долари. Или Да, 300 милиарди долари, се извинувам, Да, јас реков да. милиони. Значи, на сите оние кои што дали се ние активни- спаѓаме дали нашата Да. земја со голема не спаѓа во тие сиромашни да. земји или сме надвор? Ние сме во земји на развој кои што треба да им се улесни финансиски за да може да ги искористат сите потенцијали кои што ги имаат за обновливи извори на енергија и други мерки кои што може да помогнат во намалување на емисиите на газ. Добро, ја претпоставувам дека со грижата за јавниот транспорт на граѓанките и граѓаните, на жителите на Скопје, владата и градските власти покажа максимална грижа дека мораме да излеземе на улици со возилата со оние најстарите, за да можеме да го надокнадиме кусокот од автобуси и така да придонесеме кон ова слика глобална и да покажеме дека навистина заслужуваме и ние, бидејќи сме супер сиромашни и со дух и со пари, да земеме некој долар од таа кошница што е обезбедија на КОП-29. 6 нови автобуси кои што би требало да се еколошки, така натаму што се донација од ЕУ не можат многу да придонесат во напорите да се нормално. Меѓутоа, тоа што владата толку дарежливо од своите резерви даде нафта за останатите колку и да се автобуси на ЈСП и тоа како ќе придонесе во спротивна насока. Да, јасно. И уште нешто сакам да слушаме, Декран, не те слушаме, треба се овако да го кликнеш тоа unmute. Уште нешто сакам да додадам околу надворешната политика и околу изборите, односно околу идното председателство на Трамп. Тој веќе е ослободен од обвиненијата за изборна измама, подкуп на избори во 2020 година и нелегално постапување со доверливи документи. Мислам ова накратко, затоа што допрва ќе гледаме како ќе му го трасираат патот на неговото председателство. Да. Мислам дека не сме шокирани од ова, се разбира добро да го знаеме. Фала многу. Чисто информативно во контекст на темата. Декран, повели, сакаш да кажеш нешто? Да, повели. Само сакам да кажам дека не е толку дарежлива, не подари нафта, туку позаеми нафта. Така, добро. Само од државата, државни резерви, така беше. Ние имаме причина да бидеме во славеничко расположение од уште една причина. Нашиот драг колега Дестан Јонузи е добитник на уште една новинарска награда. Тој беше пред некој ден во Приштина да ја прими наградата Ванјуш Гамбети, како беше? Која беше се доделува, ја доделува, тоа е престижна награда, која ја доделува Асоциацијата на новинари на Албанија за новинари од трите земји, Албанија, Северна Македонија и Косово, за економско новинарство. Многу интересно, за новинарство во областа на економијата. Па малку повеќе за тоа би сакало Дестан да слушнам за кој текст, во која редакција, не дека не знам, ама да ни открие тој. Добар ден на сите, честитки за Цивил. Хвала. Од Цивил Палома Бјанка па до Цивил денеска кај што е. Наградата Ванјуш Габета се доделува по 17 пат, значи 17 години се организира од Унијата на новинари албанци од регионот, пошто Сдруженијето во вид на нашето ЗНМ има представништва во Приштина, Тирана,
има во Атина, во Скопје и во некои делови од диаспората, во САД има. Ванџуш Габета исклучиво е награда за економско-политичко новинарство. Така се доделуваше до 2019, па сега ова година е додадено и за награда за спортско новинарство и за новинари ветерани, односно награда за кариера. Таму учествуваат истакнати новинари албанци од регионот, така што редакцијата на Фронтлайн на овој конкурс настапуваше со текстови што беа поврзани со влијанието на неодобрувањето, односно неизгласувањето на уставните измени во македонската економија. Какви предизвици има и тоа. Исто така и за текстови, серија текстови што ги имавме за потрошувачката кошничка и минималната плата. Тоа се кај нас, јас претежно работам теми од политиката, но некогаш тие се соопфаќаат со економијата, односно неизбежни се. Така што Ванџуш Габета како награда сака да го постигне тоа да се трасира, односно да се развива економското новинарство во регионот, пошто во некои делови од регионот дури медиуми немаат економски редакции, како што беше тоа порано, стриктно економска редакција. Препораките од тој настан кај што го добивме ова престижна награда беа дека новинарите... Дали имаш нешто да ни покажеш пред камера, некое признание или како изгледа? Имам признание, тоа едното треба да се достави кај Јане, за да го имаме во канцеларија. Целта беше да се трасира економското новинарство и да се потигнуваат новинарите да се занимаваат повише со буџетите на државите кај што работат, бидејќи изборот на креацијата на политиките на една влада потекнува од буџетските средства што ќе бидат определени за одредени политики, било тоа да се еколошки, било да се тоа политички потези, било тоа да се некои економски политики што треба да го потигнат стопанството или било што друго во општеството. Значи, горд сум на ова награда, по втор пат ја добива, бидејќи бев во меѓу истакнати новинари кои што вложија многу во новинарството во регионот, како што е Родина Џунга и одредени други што од Топ Channel. Има луѓе што работат во истражувачки емисии кои се многу значајни во Албанија и во регионот, дури во Италија, пошто Албанија е препознатлива како држава, односно медиумската сфера за соработката со италијанските медиуми. Тоа ме прави горд, највеќе ме прави горд што во рок од една година заедно со Јане успеавме, значи Фронтлайн да го подигнеме во регионален медиум, да биде вреднуван со титулата сериозен и истакнат регионален медиум. Тоа значи не само за темите што ги обработивме, туку за целата работа што го правевме како тим, и за тоа јас истакнав и таму и секогаш дека успехот е колективен, почнувајќи да се од екипата на Цивил, екипата на Фронтлайн. Значи ова награда е колективна награда и успеот е заеднички. Здравје понатаму да постигнеме и повише успеси, а Фронтлайн како бренд е познат и меѓу новинарската фела на албанците во регионот. Тука може сакам да признам дека и Цивил како бренд и Џабир Дерала е познат меѓу тие кругови, пошто имаше многу луѓе што
што ми кажа дека таму фронтлайн на Джабир е тоа. И така натаму. Значи, успеот ми дојде, драго ми што го добивме ова награда, еве се совпаѓа со 25 годишнината на Цивил, па така де Джабир, ова ти е подарок од нас и за годишнината на Цивил. Ти благодарам многу за одбележување твојата скромност, Дестан. Супер, продолжи така. Се разбира додека можеш, бидејќи познато е дека имаш уште два портали, едниот на македонски, другиот на албански прес онлайн, и истовремено работиш со полна пареа во фронтлайн, па му донесе и слава на овој начин. Му честитам многу на Јане, знам каква е добра соработка имате со Јане Ѓоргиевски, главниот уредник на фронтлайн. Така што ви честитам уште еднаш на двајцата, тебе особено, се разбира, тоа е твое достигнување пред се. Јас би сакал да ги прашам Бибе и Дехран дали имаат нешто да додадат апропо темите кои што ги зборувавме. Не, јас би сакал тогаш да прејдеме на Зоран Иванов кој е со нас денеска. Со него разговаравме пред малку практично за една убава интересна иницијатива, исто така новинарска, па да го слушнеме Зоран за што се работи. Како и обично има мали проблеми со техниката, но окей. Да, како и обично, јас затоа седам тука во непосредна близина до мене, веќе откриваме Аријан Мехмети. Така, Аријан кој се грижи ова не техничката, него и секаква модерна техничка, технолошка поддршка за овие контакти со Цивил. Значи, на почетокот прво благодарам, се разбира, на Аријан за поддршката. Да. На честитки за 25 години Цивил. Што и да кажам, ќе биде, мислам дека одвишок. Ме замоли Џабир нешто напишав неколку реда пред некој ден и останувам на тоа, јас не ги менувам ставовите често. Исто така за Дестан, честитки за наградата, за фронтлайн, за уредникот на фронтлайн главен и за собственикот, се разбира, Џабир. Приемчиви се и пријатни се наградите во секој случај, сепак се признание, нели, за вложен труд. И е признание не само за авторот, во конкретниот случај самиот Дестан кажа, туку за целиот тој тим, бидејќи и новинарството колку да е индивидуална, толку и колективна професија, од технолошки аспект, па и од секаков друг. Честитки на Цивил, поготово му посакувам ова што и Дехран го рекол, историјата секако ќе говори, ја напишав 100 години, веројатно сум преоптимист, но мојот оптимизам до сега се остварувал, така што нема да дочекам, но историјата сепак ова на Дехран ке зборува и за Цивил. Честитки наискрено. Она што спомна Џабир, ќе бидам најкраток што можам. Она што заврте внимание не делава, што мислам дека се уште тлее некаде, нема добиена некоја брановитост во јавноста, околу полемиките што во светот полека на почетокот страмежливо ги почна британскиот влијателен весник Guardian со откажување од користење на социјалната мрежа X, поранешен Twitter, но тоа се шири некако и меѓу обичните граѓани, меѓу корисниците на оваа мрежа. Станува, темата е онаа со која што Цивил постојано од своето основање до сегаве 25 години се занимава, тоа е лажни вести, говор на омраза, навреди и така натаму, што откако Илон Макс го купи Твитер и го крстеше X, некако како да станува, барем она што јас можам да насетам, признам, не следам ова доследно, да насетам дека станува некоја платформа, моќната X платформа станува платформа за ширење на една мимикрична платформа за ширење на невистини, на лажни вести, на кампањи, на пропаганди и на една воинствена и ксенофобична димензија во себе како генерално уредувачка политика. Кога употребам термин политика на уредување или уредувачка политика, мислам на тоа што собствениците или главниот собственик или единствениот собственик дозволува тоа да се шири на овој начин. Има доста полемики и за другите социјални мрежи, поготово за Телеграм, но ова мислам дека Илон Макс го достигнува врвот во таа своја надменост, ароганција
таа би била убава и корисна, нели, ако се потпира на неговиот интелект во областа на пронајдосите, иновациите и така натаму, но таа некако се шири сега со трампизмот, ќе видиме како ќе се развива натаму и практично најде едно ново легло, ново гнездо во самата Бела куќа, нели? Да. Во белата куќа. Ќе видиме од 20 јануари како ќе се одвива и да дојдам до поентата дека Европското здружение на новинари најавува, отвара полемика за тоа дали, односно раководството веќе има изграден став дека сака да ја напушти оваа мрежа, едноставно да ја игнорира, да не учествува во неа, да видиме како ќе реагира на тоа широкото европско новинарско членство. Налетав утрово, читајќи ги овие работи, на неколку совети како да се заштитите од Твитер. На брзина ќе ги прочитам, многу и се јасни. 6 се. Првата е фишинг, измами. Да не објаснувам што значат тие, тоа се пораки, нели, за да ги измамат, намените да ги измамат корисниците, да ги навлечат на своји ставови, податоци и така натаму, кои во основа се лажни. Натаму има објаснување како да се заштитите, но јас сега само ќе ги поентирам овие 6 кои се, за да корисниците, нели, да знаеме сите на што малку да отвориме очи повеќе отколку обично. Втората е преземени сигурни профили на познати личности, например на Џабир Дерала ќе го преземат и ќе стават тоа на плаво инкотче, значи е таа автентично веродостојна и таму има фалсификат, треба 2-3 проверки да се направат, дали е навистина профилот од каде што ги користат информации автентичен или не е. Тоа 2020 година, ако ме памети ме навреќа сеќавањето, се случи со Бил Гейтс и со Бајден. Ги вртеа долго време додека не посочија дека тоа се лажни, нели, профили, а мислеа дека информациите доаѓаат од председателот на Америка или од собственикот на Microsoft. Да не зборам тука се за криптоизмамите, целна група им е, нели, со лажни овие пирамидални крипто манипулации берзански, измами преку ботови, инсталираат лажни профили и така натаму. Потоа лажни услуги, да вие ќе платите за нешто што нема да го добиете како услуга, лажни компании, лажни фирми и така натаму. И ова шестата, што некој седнал и ги напишал врз основа на своји истражувања, она некакви, си да речем, пријателски или повеќе романтични или контакти, така кај што може да ги навлечат мажи и жени да комуницираат меѓу себе, всушност исто така се работи за лага и за превара. Не знам, може би ќе се оправи, може би некој ќе се најде, ако реши овој Илон Маск да ја продават ова X, да ја купи, па да ја врати на здрави нозе каде што беше. Или таа мрежа ќе губи се повеќе корисници. Добро, еден дел од овие 6 области. Благодарам многу, Зоран, благодарам за убавите зборови, се разбира најмногу. Инаку што се однесе од овие 6 области, едноставно некои работи што се присутни на социјалните мрежи не може да се искоренат од социјалните мрежи. Меѓутоа, што се однесува самата платформа X на Илон Маск, јас лично не верувам дека тој ќе ја промени политиката, заради тоа што таа платформа ја инструментализира за да му помогне на својот пријател кој сега ќе биде и наскоро. Да, само со една забелешка, но кога веќе во јавноста светска на глобално ниво се шири вистината за манипулациите на X, тој ќе мора нешто да преземе, така ги губи корисниците на некој начин. Сепак има конкуренција во социјалните мрежи, се разбира, ќе мора да размисли околу тој податок, дека создава се повеќе непријатели или антагонизам создава кон корисниците. Во таа Во секој случај за одбележување иницијативата која прво ја потегна Guardian, лондонски Guardian, кој мене ми е и лично познат, имам соработувано со таа редакција во 90-тите години. И исто така на Европската федерација на новинари, конечно нешто добро да направат и тие.
и се разбира да бидеме сите внимателни околу социјалните мрежи воопшто, а особено со платформата X, која очигледно станува излогласна, барем меѓу новинарките и новинарите во Европа, ако не и во нашата земја, со големо не се разбира. Да одиме понатаму, да прашам дали има уште некоја тема, вест или коментар да додадете, или јас да сумирам. Повели, Дехран. Јас ли сум? Не, Дехран крена рака. Околу автобусите ова Дехран малку ме потикна околу овие 6 денеска што ќе ги добиеме од Европска унија. Аха, да. Ја мислам дека владата треба да има доблест и министерот за евроинтеграција, меѓутоа да ги врати автобусите на Европската унија. Ние, значи, имаме влада која практично ништо не направи во овие 5 месеци за Европска унија, да се приближиме, но убаво кој ќе ги добие автобусите, нели? Дај ми ги ти парите и фала ти одиси, не ти должам ништо, но ако малку се навратиме, ние 194 ли беше бројот за брза помош, ако се вртиме на 194, многу лесно може да ни кажат да не е таа Европска унија, немаме возило. Ние 192 беше пожарна, исто така може да ни кажат, нели, која ќе побареме помош, скромни сме со возила. Данес, па дури за полицијата, ако сакате, мислам дека преку Чешката република неодамна, пред не повеќе од една година, полицијата доби службени возила за своји потреби, пак од фондови на Европска унија. Мислам дека сум сосема јасен. Ние треба да престанеме со тоа лицемерие, оваа е влада кон Европската унија. Или сакаш да се интегрираш или не сакаш. Не сами ќе ги правиме реформите, 30 години ги правиме, ни една реформа не успеавме да направиме. Ова мнозинство сега после изборите имаше таква историска шанса во тие 100 дена да подготви проекти и закони веќе во 100 дена да почувствувавме дека, не знам, администрација е намалена од нова година натаму за 30-40%, не знам, здравството, лекарите, медицината, опрема и не знам, ќе добијат поголеми плати, образованието исто така ќе го зајакнеме на стопанството и така натаму. Ние ништо не правиме, освен ако можеме нешто да измолземе од Европска унија, тогаш не благодарам. Благодарам, Зоран, но јас се извинувам, меѓутоа тоа не беа предизборните ветувања. Предизборните ветувања се однесува на гордоста, на заштита на идентитетот и на одбрана од теророт од малцинствата. Така што јас мислам дека владата и во првите 100 дена и сега доследно ги спроведува своите ветувања и мислам дека гласачите на оваа влада треба да бидат незадоволни, туку пресреќни што имаат таква влада која толку добро, толку брзо и толку ефикасно ги спроведува своите ветувања. Владата не кажа, мислам во предизборието партиите не кажа експлицитно дека немаат намера да продолжат со евроатлантските интеграции, односно со евроинтеграциите, меѓутоа имплицитно се што кажува упатуваше на тоа дека треба да се збогуваме од идејата дека набрзо ќе се откочи патот, односно дека ќе видиме политичка волја. Така што јас мислам дека не смееме толку да ја критикуваме владата, бидејќи таа сепак ги исполнува своите ветувања. Она што го кажа во предизборието, сега се случува, го гледаме, нема тука збор. Се разбира од изразот на лицата на моите колешка и колеги, видов дека ја разбираат иронијата што ја пласира овде, но да, се согласувам со тоа и се разбира иронична беше и самата забелешка дека владата треба да ги врати тие 6 автобуси. Нема да ги врати, ќе ги лапне. Меѓутоа и други милиони лапнале претходни гарнитури и оваа ќе лапне уште повеќе. Имаме реформи, ако се сеќаваш на пениценцијарниот систем, каде што беа вложени милиони евра во изградба на Кумановскиот затвор, кој сега не знам дали и како функционира. Па имаме реформи во полицијата, опсе
на ОВСЕ департманот за реформи во полицијата, тука постои со децени и да носат и пари, и техничко знаење и така натаму, меѓутоа гледаме како тоа се ќе се крене малце, па пак ќе падне, ќе се крене, па пак ќе падне. Така што да, убаво кажа, има долга традиција ова состојба во политиката и во живењето на граѓанките и граѓаните на нашата земја со големо. Повели Дехран. Не те слушаме сега. Кликни на онова копчето. Јас само да се надоврзам на Зоран, ЕУ ке не храни и НАТО ке не брани. Така е. Веста која што треба да ја одбележиме е дека Шекеринска стана втор човек на НАТО. Така е. И тоа мора да го споделиме како информација, да ги подсетиме нели од минатата недела да направиме еден пресек. Она што е интересно е дека Извини, Дехран, мислам дека бевме први или меѓу првите што ја објавија таа вест токму на колегиум. Слета веста во дланките на Бибе, ако се сеќавам добро, таа ја проби веста за оваа преубава вест за тоа дека Радмила Шекеринска, поранешната министерка за одбрана, која е една од најзаслужните, која ја внесе земјата во НАТО на индивидуално ниво, една од најзаслужните се разбира, како и други политичари во тоа време, се разбира, немаше ништо од тоа да се случи ако не беше и процесот, преспанскиот процес и процесот кој го водеа и го заокружија премиерот, тогашниот премиер Зоран Заев и тогашниот грчки премиер Алексис Ципрас и така натаму, но голема беше веста, прекрасна беше веста, колку и како се прослави тоа, знаеме, нели? Повели, извини. Требаше неколку часа, денови можеби на државниот врв да честитаат, но тоа сепак секако е успех за и индивидуално и како држава. И она што уште еден момент е што сакам да го споменам, да не биде заборавено, е циркусот во собрание, односно тепачките, вулгарностите, пцовките меѓу пратениците на Левица, односно лидерот Апасиев и дел од пратениците на ВМРО, каде што сето тоа не наликуваше на ништо, односно нели сите се професори, а нели како што има една реплика во Лепо село, Лепо горе, професори, ви знаете така да го извучите онака баш професорски. Значи малце не наликуваше воопшто на демократија, односно нели демократија не значи дека можеш да псуеш и да се однесуваш како не знам кочијаш некој, но Така да се подсетиме, ова не е прв ваков агресивен хистеричен испад на тој пратеник. Знаеме дека тој и оној другиот, како се викаше, крм нешто, кршеа во парламентот кога во претходниот. Единствено некој што настрада е тој кршеше лаптоп или компјутер, не знам, монитор. Кршеше собственост на сите граѓанки и граѓани на земјата. Со слушалките, со собраниските слушалки, така да со наши пари се силат и на крај ние ќе треба да им ги плаќаме нивните фрустрации. Но се надевам дека тоа ќе престане, па секое нивно дивење или па покажување мускули ќе си го плаќаат од сопствениот джеп и тогаш нема да бидат толку керови. Само толку сакав овие два поента да ги спомнам, за да нели што беа, сметам дека се битни настани кои што ја одбележа минатата недела. Апсолутно, јас се согласувам со тоа и мислам дека и таквото однесување уште еднаш заслужува крајна осуда од овој колектив и од организацијата Цивил. И
и од овој колегиум, всушност не само од колективите кои се представени на овој колегиум, туку и самиот колегиум сметам дека треба да ја осуди ваквата пракса, да се пцуе, да се фрла, да се однесува насилнички. Не е прв пат од овој пратеник, од овие пратеници поточно, така што сметам дека граѓанките и граѓаните, барем оние што барем малку држат до достоинството на во јавната комуникација и во политичката комуникација, ќе се згрозат од ваквите сцени во парламентот и се разбира било каде на друго место. Јане се приклучи со Јане, со видео, еве и Дијана, се извинувам, повели? Голема честитка до сите што сме тука денеска и другите што не се тука, но не следат и се наши поддржувачи на Цивил, и секако и до мене лично, за 25 години, од кои мои работни години се некаде 8,5 или 9, не се сеќавам точно. Так. И се надевам дека ќе продолжиме и вака и понатаму, дури малку поинаку, на друг начин. Да, веројатно. подобро, Да. поинаку, подобро, Да, и подобро. поефикасно. Мислам дека И се сите кажа разбира- околу ова. Да. И се разбира подеднакво блиску до граѓанките и граѓаните на нашата земја со големо Н и се разбира со сите мирољубиви луѓе во светот, со сите луѓе во светот кои ги почитуваат и ги застапуваат човековите права и слободи. И честитки до Дестан честитки. Се надевам ќе ти се редат успесите и понатаму. Дека посветено работиш, ще знаеме сите. Од лично ти честитам, Цивил веќе ти честита. А сакам да се надоврзам и на темата со автобусите, која не е воопшто нова. Јас и Дехран сме, значи, како членови на Цивил, сме редовни, би рекла, зависници од јавниот градски превоз и најубаво знаеме како тоа се случува не денеска, не изминатиот викенд кога колабираше, туку години наназад. А поточно двете последни години имавме постојано проблеми со автобусите. Ако ги нема со часови, ако ги има или ќе се расипа или нешто ќе се случи, така што не е проблемот од денеска или од вчера или од завчера. Сметам дека и нема ни да се реши со овие 6 автобуси, па со некои еколошки, па не знам што, па не знам од ЕУ или како и да е. Но некаков обид да се заташка јавноста или не знам. Сепак луѓето се надвор, чекаат автобуси и знаат каква е состојбата надвор. Во однос на Дехран ја спомна тепачка, вулгарностите или речисите пачката во собранието. Ние оддамне имаме отворено оваа тема и ова не е прв пат тоа да се случува во собранието. И само ќе кажам дека ако се сетиме, ги имавме токму пратениците, дел од пратеници во една наша панел дебата, каде што ги прашавме дали воопшто собранието има некаква иницијатива за, ајде да не речам казнување, но за преземање, спречување или преземање одговорност или укажување, нели, до тие пратеници кои што во прва рака не го почитуваат најглавниот законодавен дом во државата, туку не ги почитуваат и своите гласачи кои ги донеле таму. Тие тогаш спомнаа дека сакаат да направат нешто, се трудат, но до ден денешен тоа не се случи, што значи дека тоа веќе е во нивни раце. Што се однесува до новата влада и новиот премиер, Џајбер ти преска спомна и многу убаво кажа кон што тие беа насочени во предизборната кампања. Тоа е меѓу другото и зад скриениот национализам кој што тие во кампањата не го ни криеа, но сега веќе
само ќе го завршам ова моја јавување со една изјава на премиерот Мицкоски од минатата недела, која што некако остана за, што викаат за дивно чудо, остана како незабележана. Да, беше објавена, но никој не ја искоментира, најмалку ја искоментира или ја проблематизира неговите коалицијски партнери од албанска провиненција, но и од опозицијските. Меѓу другото, Мицкоски на изјавата на косовскиот премиер Курти, каде што беа нели цела влада, сите министри на посета, на средба, на Со исклучок на еден кој умирал од желба, ама не успеал. Да. Да, и за него сме кажувале, еве си кажува самиот и тој не е проблем, не остава да овако умира, но отиде во Белград веднаш за 2 дена така. Па од што умирал од желба да оди во Приштина, се поболел човекот и отишол во Белград да се лечи. Па добро, сега за него знаеме дека исто Белград, Приштина е исто. Така што Да. Изјавата на Мицкоски беше, колку што се сеќавам, косовскиот премиер Курти нешто изјави дека сепак албанскиот јазик во Северна Македонија не е официјален. На неколку новинарски прашања и зошто, како и што, Мицкоски рече нема проблем, албанците тука и понатаму ќе играат шота. Да, во право си за ова. Оваа изјава е правецот, значи за затешкувањето, правецот и односот на оваа партија, но не и само на оваа партија, да се разбереме, но ја сметам дека понатаму ова ќе се следи и ќе се дебатира на оваа тема, како што сме дебатирали до сега. Ова е односот кон мнозинската популација во Македонија, највеќе политичарите, кон сите други етнички заедници во Република Северна Македонија. И понатаму ќе играат шота. Да, тоа покажува еден презир, подценување и подбивање со цела една етничка заедница. И тоа го кажува во соседна држава, каде што мнозинско население е токму тоа со кое тој се подбива, и мислам дека и таму немаше некоја посебна реакција. Што исто така е некој симптом на однесување на самиот Курти. Да, за овој што го збориме, тоа е и повеќе од јасно, тоа и се очекува, тоа било чудно да не го направи. Чудно е како не реагираат нивните коалицијски партнери и се разбира било која друга опозицијска мисла која себе си се смета за прогресивна. Добро, Јане се приклучи со камера за да не види подобро, да го видиме подобро, или има нешто да каже? Јас само би додал на она ЕУ ке не храни, НАТО ке не брани, Мицко ке не вози. Нека ни е за многу години цивил. Ти благодарам, Јане, кој навистина ме разведрува со своите остри сатири. Да се вратиме назад на Дијана. Дијана, дали имаш нешто да додадеш? Па не, за сега тоа. Океј. Добро, благодарам на сите што влеговте овде. Честитки уште еднаш за големиот јубилеј на Цивил. Благодарност за сите. Честитки за сите овои зборови. Големи честитки за престижната награда на Дестан Јонузи и се разбира нека име честит јубилеот на Цивил и на сите активистки и активисти, соработници, соработничка екипа, наблюдувачи, поддржувачи на Цивил во сите овие 25 години. Тие не се малку, тоа се луѓе кои се мерат во илјадници, кои минале низ проекти на Цивил, учествувале директно и се уште учествуваат, и се разбира
Ке прославиме пак работно на 12 декември со големата меѓународна организација во организација на Цивил се разбира и на Медиа Диалог од Германија со поддршка на владата на регионалната влада на Северна Рајна Вестфалија, како и на Министерството за надворешни работи на Литванија. Ќе има многу повеќе детали за тоа наскоро. Нашите читателки и читатели, нашата публика ќе продолжи да ги чита нашите анализи и вести, се разбира, коментари, ставови за сите важни настани во нашата земја со големо Н, како и во регионот и во светот. Ние сме најпроминентната медиумска платформа и организација која ги покрива и најголемите конфликтни подрачја и зони, војната против Украина, руската војна против Украина, воените судири на Блискиот Исток, како и на многу други места. Се разбира, и во ова издание на Колегиум детектираме дека предизборната кампања за локалните избори почна повеќе од една година порано, се разбира, со многу еколошки премиси, односно особености, гледано низ призмата на 6 еколошки автобуси, кои само што не почнале да се тркалаат низ скопските улици. Со таа среќна мисла го завршувам овој наш колегиум, број 6, колку што се сеќавам. До следниот колегиум или до следното вонредно јавување. Довидување.